Во ова издание, Обединетите нации велат дека војната во Украина ќе доведе до најлоша криза со храна од Втората светска војна. Странски компании од Украина го префрлаат производството во Македонија. А по 2 години пандемија, последиците врз менталното здравје ќе траат со години, велат психолозите. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, јас сум Милена Ѓоргиевска. Продолжи експлозиите во Киев и Чернихив. Саати откако вчера Русија рече дека драстично ќе ги намали воените операции во овие два стратешки града. Председателот на САД Џо Бајден рече дека заедно со сојузниците чекаат да видат дали Москва навистина ќе ги деескалира тензиите во овој дел. Се чини дека постои консензус, да видиме што имаат да понудат, изјави Бајден пред новинарите во Белата куќа по вчерашната рунда мировни преговори во Турција, кога Русија рече дека ќе ги намали воените операции околу Киев и Чернихив. Рускиот заменик министер за одбрана рече дека овој потек има за цел да ја зголеми довербата во разговорите за ставање крај на борбите. Пентагон потврди дека мал број руски сили почнале да се оддалечуваат од Киев, но остануваат скептици. Ние веруваме дека ова е репозиционирање, а не вистинско повлекување, изјави портпаролот на Пентагон Џон Кирби. А по вчерашните разговори Русија денес изјави дека нема пробив во мировните преговори со Украина. Во меѓувреме, Обединетите нации денес назначија тројца експерти за човекови права да спроведат истрага за можни воени злосторства во Украина. Независната комисија има мандат да ги истражува сите наводни прекршувања и злоупотреби на човековите права и кршење на меѓународното хуманитарно право и поврзаните злосторства во контекст на агресијата врз Украина од страна на Руската Федерација, се вели во соопштението. Советот за човекови права при Обединетите нации на 4 март се согласи да формира истражна комисија на барање на Украина и сојузниците. Во моментот кога се водеа најновите разговори во Истанбул, руски воздушен напад ја разнесе владината зграда во украинскиот град Миколаев, оставајќи најмалку 8 лица заробени во урнатините. Русија користела различни оружја во својата војна против Украина, вклучително и хиперсонични ракети. Генералот Тод Волтерс, шеф на Европската команда и врховен командант на НАТО за Европа, на сослушувањето во Сенатот во вторникот изјави дека повеќето од хиперсоничните ракети не биле само врз специфични воени цели. Обединетите нации соопштија дека војната во Украина ќе доведе до најлоша криза со храна од Втората светска војна. Економските последици освен во Русија се чувствуваат и во Украина, од каде многу странски компании почнаа да го селат производството. Некои од нив дојдоа и во Македонија. Мики Трајковски. Првите машини од фабриката на германската компанија за автомобилски делови Одава Електрик од Украина пристигнаа во нивната фабрика која се наоѓа во технолошко-индустријската зона кај Струга. За почеток ќе се префрла 300 работни места. Не станува збор за вработените од Украина, туку за линиите и производствените процеси. 1/3 од вкупно 1700 работни места, колку што пред војната бројала фабриката, ќе се префрлат во нивните испостави низ Европа. Точно 3 недели од почнувањето на војната, ние првата ли имавме овде не само донесено, туку инсталирано и почнавме со производство. Цубалевски објаснува дека уште на 24 февруари, кога започнала руската инвазија на Украина, заедно со колегите од останатите фабрики низ Европа, го активирале планот Б за вакви ситуации, на кој веќе биле подготвени. Вели дека тешко одело извлекувањето на опремата од Украина. Луѓето мажите што се помеѓу 18 и 60 години имаат војна обврска и не смеат да напуштат, да се најдат возачи што имаат над 60 години. И ние имавме среќа да возач што има 3 деца што можеше да напушти Украина. Притисокот од страна на клиентите наши беше огромен што побрзо се направи. Значи проблем имаше од секој вид. До сега 2 странски компании кои имале своји капацитети и во Северна Македонија и во Украина сакале дел од истите да ги преврат во земјава. Бара од наша страна поддршка за улеснување на или појаснување улеснување на дел од процедурите за едноставно да се воспостават тука правните субјекти да може да се пренесат дел од опремата. Сето ова ќе значи и потреба од дополнителна работна сила на пазарот на труд. Мен лично ме контактира веќе неколку компании од Швајцарија што имаат своји погони во Белорусија и тие се обидуваат да најдат локација да ги изместат своите погони надвор. Тие бараат решение и покрај другото ги гледат Македонија. Очекувам дека за Македонија краткорочно гледано може да биде многу голема шанса, се привлечат многу други компании. Со сите последици
Имам една голема компанија американска која што некаде пред 3 недели ни пристапи. Нивните инвестициски планови биле поврзани не со Украина, туку со регионот на Централна и Источна Европа, меѓутоа веројатно заради безбедносните ризици кои што постојат тамо, сериозно размислуваат да инвестициските планови ги насочат кон Западниот Балкан. Во моментот во игра се Србија и Македонија. Деспотовски вели дека уште пред кризата имале разговори со компании за префрлување на операциите од Централна и Источна Европа во Северна Македонија, но и на менеджмент тимот и инженерскиот кадар. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. А од другите вести, лицата на возраст од 50 години и постари може да примат втор бустер против COVID-19, 4 месеци по првиот, одлучија здравствените регулатори во САД. Но како да се спречат последиците врз менталното здравје 2 години од пандемијата? Речиси 2 години во изолација поради пандемијата, болеста почна да се рефлектира не само во бројот на смртни случаи и долгорочни симптоми, туку и во менталното здравје. Пред пандемијата, 1 на 10 возрастни лица забележуваа симптоми на анксиозност и депресија. Сега, најновите истражувања покажуваат околу 3 од 10 лица со вакви симптоми. Вработените лица, оние со најмногу обврски за време на пандемијата, изгледа дека се најпогодени. Нив често ги нарекуваме сендвич генерација, бидејќи се заглавени меѓу деца и тинејџери и нивните родители. Буквално треба да се грижат за потребите на нивните родители поради социјалната изолација, како и за нивните деца. Можеби и ги едуцираат нивните деца дома и се обидуваат да го организираат нивниот социјален живот. Но психолозите велат дека пандемијата се одразила врз сите. Најголем дел од американците имаат близок роднина или пријател што или починал од COVID-19 или бил тешко болен. Многумина ги изгубија работните места, децата пропуштија време со нивните другарчиња, а тинејџерите веројатно ги пропуштаат нивните матурски прослави. Стапката на разводи скокна. Експертите велат дека ова е колективна траума, а една од главните причини за неа е несигурноста. Кога се случија терористичките напади на 11 септември или кога има ураган или торнадо, има датум кога почнуваат и завршуваат. Потоа луѓето се обидуваат да го вратат животот во нормала и психички да заздрават. Во овој случај немаме јасен почеток и крај, односно се работи за хроничен стрес. Експертите велат дека стандардните начини за справување со анксиозноста не функционираат во овој случај. Советите што обично им се даваат на луѓето кога не се чувствуваат добро, како повеќе да се среќаваат со пријатели, да патуваат и да истражуваат нови места, едноставно не се безбедни за време на пандемијата. How do you do that when И како да постапувате кога информациите од Центарот за контрола и превенција на болести од други упатени лица и регулаторни тела се да не се оди на места со многу луѓе, односно да не се оди на концерт во кино, црква или синагога. Иако сето ова може да биде корисно за менталното здравје, сега не е достапно. И самите психолози се справуваат со истите проблеми како и останатите. Експертката за траума, професорката Лиза Браун од Универзитетот Пало Алто, вели дека таа се обидува да се поврзе со пријателите и саканите колку што е можно почесто. Ова е време да се јавите на блиските. Ми се јавија пријатели од коледж со кои се не бев слушнала долго време. Тоа ме направи многу среќна. Воодушевена сум што направија напор да ми се јават. Треба да останеме поврзани едни со други. Но експертите велат дека траумата нема да заврши наеднаш, дури ако набрзо се тргнат ковид рестрикциите. Велат дека на многу луѓе ќе им биде потребно долго време за да се справат со психолошкиот ефект од пандемијата. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.